Гостин во студиото на телевизија Нова е академик Митко Маџунков. Господине Маџунков, добро вечер и ви благодарам што сте со нас во телевизија Нова. Јас ви благодарам што ме повикавте. Особен интерес и многу реакции во јавноста предизвика вашата изјава пред неколку дена која што беше на тема двојазичност, а се случи токму на промоцијата на 50 нови наслови од едицијата за македонската книжевност. Вие упативте неколку пораки за двојазичноста токму во овој исклучително сензитивен политички период по завршување на изборите. Очекувавте ли дека ќе предизвика силни реакции во јавноста? Па да бидам искрен, јас очекував многу порано дека ќе предизвикаат внимание, поголемо внимание. Многу мои изјави што сум ги дал на бројните промоции кои беа околу 15 досега и па и на други јавни настапи каде што сум кажал, ако не исти, барем слични работи. Бидејќи тоа е една стара тема, која се провлекува, уште во онаа време кога ние во Ману имавме проблеми со енциклопедијата и кога јас бев избран за нов главен редактор, јас обрнав внимание дека фокусот на нашата собирна точка треба да се прекомпонира од националното кон државното и националното да се врзе за државното. И тоа е една многу сериозна работа каде што се направени големи пропусти во текот на времето и сега и со уставите, со амандманите особено 10 години подоцна од првиот устав и така натаму, кога де факто Македонија направена како некоја предпријатие и сега може тука да се прави што се сака. Иако националното мора да се врзе за државното. Не можете вие во Америка, ако имате американски пасош, да кажете дека сте јапонец. Вие сте јапонец за себе, а инаку во структурата на самата држава вие сте американец. Така и во Франција, така и на сите места. Целиот Запад е така устроен. Јас реков во оној мој говор дека кај нас, за жал, националното се врзува ту за граѓанското, ту за етничкото, тоа што секој влече на своја страна како ќе му е згодно. Меѓутоа, дури во уставот има можност да се менуваат границите, што е апсурд. Мислам, ние немаме резервна држава. Немаме. Наша држава е Македонија. Во тоа е основата. Така е, клучната порака која што ја испративте поврзана околу двојазичноста, вие предупредувате дека со евентуално воведување на двојазичноста се загрозува постоењето на македонскиот јазик, а со тоа и постоењето на нашата држава. Ама тоа не е можно. Тоа е експеримент кој знае кој го измислил во својата глава за да види да ни даде домашна задача која не може да се реши. Тоа едноставно не е можно. Ако немате држава, во старите цивилизации постојат надписи на 2 јазика па и на 3 јазика, но тогаш немало нации. За секоја нација стои една држава која е бутка, која работи за неја и така натаму и така натаму. Тоа е тесно врзано за државното. Така што во една држава или сите ќе се изјаснат дека се за Македонија или треба да се бараат други решенија. Тоа е основното прашање. Се друго е лук и вода. Кога беше она со енциклопедијата, јас застана во одбрана на албанците и тоа жестоко. Дека го чуват нашиот јазик со тоа што го знаат и така натаму и така натаму. Меѓутоа, оди ова вон контрола. Јас имам големи пријатели меѓу албанците и во Ману и насекаде. Луан Старова беше во оваа редакција над звездите на светската книжевност, каде што во 560 книги практично се изработени да се декодифицира македонскиот јазик, да се сочува во најдобар можен вид. И тоа важи за сите.
Луан Стерова е албанец, ама исто пишува и на македонски. Она што е напишано на македонски припаѓа на македонската книжевност. Двојазичноста е првото и клучно барање во така наречената албанска платформа, за која што можевме да слушнеме и во јавноста, а впрочем околу албанската платформа и се кршат копијата за формирањето на новата влада. Како гледате вие на оваа платформа? Па јас гледам како на диверзија. Тоа е едноставно, мислам, јас се чудам како никој досега не го поставил прашањето во врска со изборите, дека тие избори не се легитимни во оној дел 70.000 или не знам колку албанци да гласат за македонска партија, кога никогаш тоа не се случило. И тоа спонтано не се случува. Значи, тоа е организирано. И целата работа е организирана. Ние не треба да бидеме сега параноични, па да мислиме дека целиот свет е свртен против нас. Напротив, нам помошта на светот ни треба. Но, како што и во минатото, ако е на Берлинскиот конгрес, ако е дадена силуетата на цела Македонија со можност ние од тоа да направиме држава, кога беше во Букуреш оставено на овие соседите, тогаш ја разграбија Македонија и направија партал. Зар не е срамно една жртва македонска да не се споменува, цела Македонија беше опожарена и уништена. Оценивте дека во Македонија се случува невидена агресија кога зборуваме и за името, но тие што сакаат да го променат името велат дека тоа е единствениот начин за влез на земјата во Европската унија и НАТО. Како гледате на ова? Јас откако сум дојден тука повторувам дека Македонија е еднаш избришена од географската карта на светот, тоа е во Букурешт. Од тогаш таа влезе со едно свое мало делче во Југославија. И ние тука бевме скриени во федеративноста на Југославија. И никому не му пречевме. Ама кога излезе Македонија од рамките на Југославија, на сите им се причини дека е тоа некој дух од ламба кој излегува и кој сега го отвара повторно источното прашање и прашањето за Македонија, и нормално дека сите агресивно тргнаа. Освен Србија мора да се призна, и тоа затоа што 50 години живеевме заедно и за тие 50 години тие видео со каков народ имат работа, со какви луѓе се зближивме, се создадоа семејства, така што тука е ситуацијата многу подобра. Инаку сите други гледат како да се врати на првобитната состојба. Значи Македонија да ја снема. Гледате сега овој конгресмен американски, 30 години наназад. Во тоа е смислата и на тие усилби да се менува името, да не бутнат што поплитко во историјата. Како да сме од вчера. Еве сега да го промениме името, ќе имаме држава од вчера или од денес или од утре. Тоа се безсмислици. Тоа е еден стар народ, тоа е еден јазик, еден од 4 канонски јазика на светот на кој воопшто можел да се шири светото писмо. Тоа цел свет треба да го чува. Особено словенскиот свет, Русија треба да застане за тоа. Да знае дека е тука омфалосот, дека од тука се почнува. Независно што некоја зема како своја држава, Бугарија, ово, оно. Ама јас еднаш реков, ако не знаеш историја, знај географија. Ако не знаеш кој си, знај од каде си. Така е, академик Маџунков, како да си ги зачуваме, сочуваме националните интереси, јазикот, државата и да не дозволиме ниту една политичка партија да тргува со нив само за да обезбеди политички поени помеѓу граѓаните? Македонија, она што е најдобро во Македонија, мора да се обедини. Јас верувам дека ова другата партија, да ја наречеме, јас не сум ни во една, ни во друга, ни во трета, не сум бил ни во комунист, не сум бил ништо, ама сум свој човек и мислам со своја глава. Она што е најздраво во Македонија мора да се здружи, ние мораме да имаме средишна точка. Ние немаме средишна точка и затоа тука преовладува, тоа го спомена во оној говор, еден невиден нихилизам. Се што е наше не чини.
Што и да направиш не чини. Како може ништо да не чини? Може ли тоа? Или да е се добро? Не може ни едното да ни Но друго. веројатно ни се случува тоа затоа што имаме поларизирано општество и разјадени граѓани. Како да се сплотат? Борба за власт. Едноставно, ама тоа е препуштено на деца, на луѓе кои... Животот трае долго. Историјата не е од денес до утре. Јазикот треба да трае и да трае. Ние сме одговорни пред иднината. Не може светот е лицемер, едноставно не е заинтересиран за нас. Ние можеме да имаме, да речеме, некој автор кој е подобар од било кој нивни и за тоа за нив не значи апсолутно ништо. Едноставно не ги интересира. И тука нека не се прават вакви или онакви. Тоа е факт. Меѓутоа, од друга страна, ние имаме еден капацитет. Јас сум престојувал и подолго време во тие некои средини во Америка и така натаму, па гледам како, нема споредба. Нема тие дури најубавите места не се поубави од нашите. Академик Маџунков, вие сте можеби помеѓу ретките кога зборувате отворено и јавно за вака чувствителни државни прашања што ја засегаат Македонија. Досега многу пати Македонската академија на науките и уметностите беше прозивана во јавноста да се произнесе за клучни прашања. Постои страф или... Па гледајте, Македонската академија е една сериозна и традиционална организација која не може да реагира така ад хок на се што ќе се случи. Тоа не е ни нужно секогаш. Меѓутоа, кога ќе дојде до заострување, кога државата е во прашање, како што сега гледаме дека е, тогаш на вистина мора да се реагира. Јас мислам дека по одделенијата во МАНУ моментално се дискутира за еден текст, ајде да го наречеме некое начертание кое ќе даде некоја контура за тоа што е Македонија и што треба да биде, што да се прави. Академик Маџунков, ви благодарам на времето и на тоа што бевте дел од вестите на телевизија Нова Еве вака јавно и пошироко да ги споделите вашите ставови. И друг пат ви благодарам.